Добро вечер. Најновиот извештај на Државниот завод за ревизија покажува дека зголемените приходи не се доволни за покривање на дефицитот за исплата на пензиите во 2024 година, поради што се вршат трансфери од буџетот на државата кои учествуваа со 36,71% во вкупните приходи на фондот, но и дека фондот не врши навремена уплата на придонесите за здравствено осигурување на пензионерите во фондот за здравство, иако има законска обврска за тоа. Ова е само дел од најновиот извештај на Државниот завод за ревизија за состојбата во пензискиот фонд. Во топ тема вечерва и за останатите ревизорски извештаи кои покажуваат како ненаменски се трошат пари од буџетот, како се вработуваат луѓе кои не одат на работа, но и колку овие извештаи на ревизорите се четиво за јавните обвинители да покренат истраги. Во топ тема вечерва интервју со главниот државен ревизор Максим Мацевски. Останете со нас. Добро вечер, како што веќе најавив, со мене е главниот државен ревизор господин Максим Мацевски. Благодарам што дојдовте во топ тема. Повод не е само последниот извештај што го цитирав, а тоа е извештајот за ПИОМ кој денеска го објавивте. Повод се многу други извештаи што беа објавени. Вие дојдовте денеска од една конференција која се однесуваше на исто така тема поврзана со староста на населението. Меѓутоа тема која што ќе работат 9 земји, 9 ревизии. Зашто всушност станува збор? Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на Телма телевизија. Би сакал да искажам благодарност до вработените на Државниот завод за ревизија, кои што во суштина постојано се посветени на остварување на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија. И како што рековте денеска под покровителство на Евросај, односно Европската организација на врховните ревизорски институции, а под лидерство на Врховната ревизорска институција на Израел се спроведе паралелна ревизија во која што ревизија на успешност која што се однесува на старење на населението. Нашата држава, односно Државниот завод за ревизија, беше еден од клучните чинители во оваа паралелна ревизија, вклучувајќи останати држави како што се тоа Албанија, Израел, Литванија, Малта, потоа Полска, Португалија, Словачка и други држави, се со цел да се утврдат одредени заеднички теми кои што ќе бидат предмет на ревизија и на крајот да се произведен заеднички извештај кој што ќе представува основа за споредби и анализи, но и за заеднички препораки за подобрување на грижата за старото население. Вие имавте извештај во април токму за грижата на старото население и тука се навестени работи кои што ако ние сега ги прочитаме што сме 50 плюс ке не загрижат, како понатаму ќе оди грижата за тие луѓе. Например, вели, дел само ќе прочитам, по истекот на Националната стратегија за стари лица во 2020 година, државата нема донесено сеопфатен стратешки документ исклучиво посветен на старата популација. Потоа вели, услугите на старите лица се ограничени. Услугата помош во домот е достапна за помалку од 1% од лицата над 65 години, а воопшто не е воспоставена во 33 општини. Доминантен дел од грижата и натаму припаѓа на неформалниот сектор, а неформален сектор сме семејствата. Така да ова навистина загрижува и дали ово извештај е дел од ова што го зборувавте и ќе се земе предвид при изготвувањето на еден споредбен, конечен или дополнителен извештај? Токму така, ова се дел од состојбите кои што се утврдени во ревизорскиот извештај за ревизија на успешност во делот на старење населението. Од самите податоци во самиот ревизорски извештај може да констатираме дека до крајот на 2055 година лицата над 65 години ќе одменуваат 34% од вкупното население, со тенденција возраста на граѓани од 80 години постојано да се зголемува. Нашата држава во наредните 3 децении ќе изгуби некаде околу 470.000 работно способни лица, пред се поради емиграцијата која што во суштина ги опфаќа најмладите луѓе и најквалификуваните луѓе. Она што исто така загрижува делот однос што се намалува бројот на
вработени во однос на бројот на пензионери. Во преходната 2023 година изнесуваше коефициентот 1,70 према 1, во 2024 изнесува 1,64 спрема 1. Тоа значи 1,64 вработен на еден пензионер. Ваквата состојба или во самиот извештај исто така се осврнавме на одредени состојби кои што се однесуваат, како што рековте, на згрижувањето на старите лица. И во суштина одредени услуги кои што се за старите лица или сместување од старите лица е констатирано дека само 7 легла имаме на 1000 жители, а нивото кое што треба да го задоволиме е 15 легла на 1000 жители. Тоа значи старачки домови кои треба да се обезбедат за старите лица. Апсолутно така. И искрено во суштина целокупниот товар, како што рековте, за грижа на старите граѓани останува на семејствата. Денеска, обраќајќи се на самата конференција која што ќе трае во текот на утрешниот ден, испратив една порака која што до сите присутни, а морам да кажам дека самиот настан се пренесуваше во живо и беа присутни преку 80 ревизори од најразлични врховни ревизорски институции од семејството на Евросај. Истакнав дека тресирајќи го патот за подобар статус на оваа категорија на граѓани, всушност го тресираме сопствениот пат, бидејќи еден ден и ние ќе бидеме во категоријата на старо население, односно стари граѓани. Оно што исто така загрижува беа парите, во отсуство викана на времени и ефективни реформи сте утврдиле во тој извештај, трансферите од буџетот за првиот пензиски столб би можеле да достигнат 7,4% од БДП во 2057 година, што ќе доведе до сериозно оптоварување на централниот буџет, и она што сите стравуваат е тоа дали ќе имаат пари за пензии. Вие сте го пресметале до 2057 година, како ќе стигне? За конкретната ревизија се користеше експерт домашен, кој што во суштина беше финансиран од меѓународен донатор, и тој ги пресмета проекциите колку во суштина ќе треба да се вложува во пензискиот систем, и секако дека од се она што имаме како преходно податоци, констатираме дека секогаш буџетот на државата учествува со одредени трансфери во пензискиот систем со цел да се обезбеди на времена исплата на пензиите. Јас верувам во извршната и законодавната власт дека нема да дозволат да се најдеме во состојба во која што нашите пензионери, бидејќи еден ден и ние ќе бидеме пензионери, да останеме без своите средства. Јас со ова ќе се надоврзам на она што е најнов извештај објавен денеска, и тоа е дефицитот кој се гледа и во 2024 година, и дека приходите и покрај тоа што се зголемиле не се доволни за исплата на пензиите. И вие сте направиле во тој извештај една анализа, покажана се графикони како одело зголемувањето на уплатите, меѓутоа дефицитот не се намалува со зголемување на уплатите. Например, заклучокот е дека поради тоа се вршат трансфери од буџетот на државата кои учествуваат со 36,71% во вкупните приходи на фондот, и дека фондот не врши на време на уплата. Да, значи тоа го кажав и во најавата. Кај нас, значи, и покрај зголеменото учество на средства во фондот, сепак мора да се вршат трансфери од владата, а со оваа проекција претходно видовме дека тоа и ќе се зголемува. Тоа го покажа ова е вашето новинарско гледање на состојбите, меѓутоа секогаш кога ги гледаме работите, мора да ги погледаме пошироко и се она што е напишано во самиот ревизорски извештај. Ако може да забележите и во самото соопштение, кажуваме дека со промените во работењето на фондот утврдени се одредени надминување на преходно утврдените состојби, што значи дека имаме подобрување во работењето на фондот. Точно е така дека имаме зголемување на приходите кои што се наплатени во корист на фондот за 14%, но во исто време имаме зголемување на трансферите на буџетот на државата кон фондот за 4,14%.
Тоа е математички пресметано така, меѓутоа мора да го имаме чувството, степенот на задоволство на пензионерите во најголема категорија, ранливите категории на пензионери, кои што навистина имаат степен на задоволство за она што е направено за зголемување на пензиите. Така да кога ги гледаме сите состојби, во суштина мора да ги погледнеме пошироко и мора да го земеме во предвид што во суштина извршната власт направила за подобрување на статусот на Добро, нема власт која не се занимава со пензионерите како едно дисциплинирано гласачко тело, а пред тоа ја видовме и табелата за зголемување на приходите и се гледа дека се зголемени приходите во фондот за пензиско осигурување, но повторно ќе кажам не е доволно за покривање на расходите за пензии, затоа што секоја година бележат раст и вие тоа сте го пресметале за колку илјади денари. Вториот проблем кој се појавува е уплатата од страна на пензискиот фонд, што покажуваат податоците во однос на уплатата во вториот пензиски фонд. Ова го говорам затоа што и самиот премиер неодамна во еден подкаст изјави и сега ќе го цитирам. Прашањето е вели што ќе прави државата ако вториот пензиски столб не обезбеди пензии како што очекувале граѓаните, а веројатно проекцијата и идејата на државата што се разгледува се дали идните пензионери, тој вели прво целосно би ја искористиле за штедата од вториот столб, а потоа откако оваа сума ќе се исцрпи, би преминале со пензиите во ПИУМ, со што државниот фонд би добил простор за стабилизација. Прашањето е повеќе и за директорот на фондот за пензискиот фонд, не за вас, меѓутоа според овие пресметки, а бидејќи го имате и вториот пензиски фонд опфатено, што покажува ревизијата? Добро, ревизијата кажува и онако ја земеме ревизијата на успешно застарење на населението, кажуваме дека имаме одредени структурни слабости во работењето на вториот пензиски столб, каде што 65% од слободните парични средства ги врзува за врзници и харти од вредност во државата, што во суштина го намалува плодувањето доколку би ги пласирале на други пазари за закупување на харти од вредност. Тоа е едната работа, и втората работа со самиот ревизорски извештај за работењето на фондот за пензиско инвалидско осигурување констатиравме одредено задоцнато платување на средствата во вториот пензиски столб, но во исто време загрижува висината на неуплатените средства во фондот за здравствено осигурување страна на фондот за пензиско осигурување, кој што долг акумулирајќи се од преходните години изнесува 136 милиона и 400 илјади евра. Има достојање во уплатите. Во уплатите, тоа значи дека со јуни 2025 до јанари 2026 година овој долг изнесува 136 милиона и 400 илјади евра и ова е еден магичен круг. Фондот за пензиско инвалидско осигурување должи на фондот за здравствено осигурување. Фондот за здравствено осигурување нема доволно маневрски способности да вложува дополнителни средства во јавните здравствени станови и подобрување на услугите или за зголемување на вредноста на одредени цени кои што се утврдени во преходниот период. Меѓутоа имаше тука во разговорот токму во топ тема со директорот на пензискиот фонд дали има поддршка идејата средствата во фондот за здравство да не ги уплаќа за пензионерите фондот за пензиско осигурување, туку да ги уплаќа не знам, на друг начин да се уплаќа, дали владата директно од буџетот или да се најде модел? Видете, со подмирувањето за останатите начинот на пресметување на даноците и придонесите има подзаконски акти во кои што го редува уплатата на јавните давачки и нивното распоредување. Имаме упатство за распоредување јавните давачки, поврат на јавните давачки, каде кај што за секој вид на јавна давачка има соодветна уплатна сметка во рамките на трезорот на буџетот на државата, односно Министерството за финансии, се евидентираат уплатните сметки, може да се постави соодветен клуч за распределба на средствата. Така што можни се различни комбинации, меѓутоа битно е дали имаме доволно финансиски средства и дали имаме доволно извори да се уплатат неуплатените сметки, а распределбата е најмал проблем, бидејќи сето тоа е дигитална постапка во која што ако го земеме да речеме плаќањето за купнина на земјоделско земјиште, ако иземе концесиите, ако иземе други продажбата на градишно земјиште и така натаму, таму никој не врши распределба, него тоа е чиста математика по формула направена
направено каде што при прилив на средства да закупне земјоделско земјиште се дели во корист на општината каде што се издава земјоделското земјиште и во корист на буџетот на државата. Исто така е за градежното земјиште, исто така е за концесиите и така натаму, така да нема никаков проблем во делот на распределото, меѓутоа фактот е дали имаме доволно средства и дали имаме можност да акумулираме толка фонд на средства. Јас само да нагласам да не се секираат пензионерите дека ќе останат без здравствено осигурување, затоа што токму тоа и вие го кажавте, еден магичен круг, и покрај доснењето на уплатата на средства во фондот за здравствено осигурување, пензионерите и натаму одат на лекар и не го чувствуваат тоа се односи кои се настанете помеѓу фондот за пензиско осигурување и фондот за здравство. Кога оди осигуреник на лекар, не му велат не ти е платено за придонесите, па ти не можеш тоа да го користиш, туку е само долг што го има фондот за Мислам дека не станува збор никаков за грижа во однос на давањето на здравствените услуги на пензионерите. Напротив, ова е релација помеѓу Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување. Ние како Државен завод за ревизија го истакнуваме моментот, бидејќи со самото рамномерно и редовно уплатување на средствата ќе се обезбеди поголема ликвидност на Фондот за здравствено осигурување, а со тоа ќе се возможи и крајно купување на услугите на јавните здравствени установи. Ако и погледнете ревизорските извештаи од Министерството за здравство, ако и погледнете ревизорските извештаи од јавните здравствени установи, ќе видите дека постојано кажуваме дека де факто се наоѓаме во една ситуација каде што немаме реално купување на здравствените услуги, него Фондот за здравствено осигурување на одредени јавни здравствени установи, за жал, тој број на јавни здравствени установи од година во година постојано се зголемува и немаме класично купување на здравствените услуги, него Фондот за здравствено осигурување пренесува средства за да се обезбеди нормално функционирање на тие јавни здравствени установи. Пластично да кажем, да речеме одредена јавна здравствена установа, јас доаѓам од градот Велес, каде што болницата Велес треба да даде еден опсек на услуги кои што има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување, се поставува прашањето дали општината Велес може да го исполни тој капацитет на здравствени услуги за да добие надоместок. Меѓутоа, без разлика дали ќе го исполни или не, Фондот за здравствено осигурување да ги трансферира тие средства со цел да се обезбеди нормално функционирање на јавната здравствена установа. Да, меѓутоа и од вашите ревизорски извештаи за одредени болници се појавија и предмети под истрага, било да се од финансиската полиција кои завршија во обвинителството, како што е пример со Прилепската болница, например, која што поработеше така како што работеше и одредени лица се наоѓаа под лупа за истрага. Ненаменско трошење на средства и јавни набавки. Сега ова не е директно поврзано со темата, меѓутоа ако имаме вакви проблеми и ако не работа домакински, нормално е дека ќе се појават. Видете, не е само јавната здравствена установа во Прилеп. Ние во јавната здравствена установа во Прилеп заедно со финансиската полиција и со јавното обвинителство максимално го сработевме од она што се очекуваше од државната ревизија и секогаш во услови кога имаме одредени состави, наша врска е да ги известиме надлежните органи. Тоа го правевме и ќе го правиме, бидејќи во интерес е заштита на јавните средства и информирање на граѓаните, односно на даночните обврзници за начинот на користење на јавните средства. Сметам дека во Прилеп максимално брзо се расчисти работата, се утврдија состојбите и имаме дел од повраќај на средствата. Исто така, таму имаме состојби кои што се известени други надлежни органи, кои што треба да преземат мерки за преземање на одредени благородни метали. Прв пат го кажувам, тоа ви извештаат. И побаравме надлежната институција да преземе мерки таквите благородни метали, да ги преземе во интерес на државата, бидејќи може да дојде до несовесно или ненаменско користење на таквите благородни метали. Може да појасните за каков тип благородни метали се работи, како е ова поврзано? Може да остане тајна, бидејќи сепак се работи за чувствителна информација, велам благородни метали. Кога се работи за благородни метали, тоа е наследено од денталните услуги во преходниот период, кога јавните здравствени установи дава услуги на граѓаните и се работи за одредена количина, велам, на благороден метал, кој што треба надлежната институција да преземе активности и да го стави во депото на државата. Важно не е украдено златото, претпоставам за заби што било. Велам, не е украдено, се наоѓа во јавната здравствена установа. Од наша страна ги преземавме сите мерки и активности за известување надлежната институција и велам, се надевам дека е постапено и дека таквите благородни метали се наоѓаат во депото на државата.
Еве една ексклузива. Се враќам на Фондот за пензиско осигурување затоа што емисијата КОД доста го истражуваше претходната работење, а визави вашите претходни извештаи, меѓутоа најмногу ги разгледувавме тендерите во ПИОМ своевремено. И сега видовме дека и во овој извештај повторно се констатираат проблеми со јавните набавки. Тендерот за тековно одржување, таму ги наоѓавме пропустите. И само да објаснам за гледачите, и покрај претходните препораки од вас, како државна ревизија, пак се констатира дека и покрај тоа што биле исполнити условите за деливост на постапката, тендерот повторно не бил делив и содржал 600 ставки. Каде е клучот на, ајде да речеме, ненаменското трошење? КОД веќе истражуваше дека ваквите тендери се сомнителни. Па цените за молодисување, што беа најатрактивни што ги најдовме, глетување достигнувале по 30 евра по квадрат. Сите ни е јасно дека 30 евра по квадрат е ненормална цена. Сега повторно не се поделиле, во 24-та останале со истите ставки. Прво мора да ги гледа, кога ги гледаме ревизорските извештаи, бидејќи се работи за преломна година, каде што во 2024 година имаме промена на извршната власт и промена на одредени раководни институции, на раководни места. И мора да гледаме од кога се спроведени постапките за јавни набавки, за да гледачите имаат појасна информација и појасна состојба. Да, така е. Тоа е конституирано и не е само појава во Фондот за здравствено осигурување, тоа е појава во други институции од јавниот сектор, каде што се ставаат поголем број на ставки, за одредени ставки се ставаат минимални цени или воопшто нереални цени, а додека за одредени стоки или услуги се ставаат цени кои што навистина се големи. Еве ексклузивно само ќе ви пренесам во наредниот период, ќе слушнете каде што да речеме 1 леп се фактурирал на одредена институција по 136 денари, наместо килограм леп се фактурира 1 леп. Се прашувам колку е левот за 136 денари. И сега зборуваме за она што значи корпоративно управување и корпоративна одговорност. Дали треба да се доведеме да како приватни стопанственици живееме на грбот на државата, да земаме од државата или да земеме од најчувствителната популација во општеството, тоа е студентите. И вие да наплаќате на таков начин одредени услуги кои што ги давате на студентските домови, навистина жалост. Практично државниот ревизор како да се обидува да биде чувар на буџетските средства или да покажува каде ненаменски се трошат буџетските средства, меѓутоа за жал низ годините постојано се повторуваме колку тоа навистина покажува некој ефект. Јас не гледам многу директори дека завршиле зад решетки заради ненаменско трошење на пари, меѓутоа еден од поатрактивните извештаи што исто така го објавивте месецов беше претходниве месеци исплатата на правата на парична помош од социјална заштита. Бидејќи ги спомнавте студентите како ранлива категорија, морам да кажам дека се и тие. Исто така и исплатата на социјална помош, која што сте нотирале дека има тренд на пораст од околу 30% на опфат на средствата од буџетот, меѓутоа загрижува фактот во однос на тоа кој и како ги добивал овие средства. И тука вие детално ги покажувате сите недоследности. Например, 235 корисници кои истовремено стекнале и право на социјална заштита и на пензија. Што и така неосновано сте утврдиле колку пари се потрошени. Сте одели и во детали, 12 корисници во интегрираниот информацијски систем не се прикажани податоци дека невработеното лице користи и парочен надоместок заради невработеност, а користи социјална помош. Значи, тој паралелизам најмногу се утврдуваше со овој извештај, дека за некој државата е мајка, а за некој маќа, очигледно. Бидејќи има лица па кои не успеале никако да добијат социјална помош покрај регуларноста на документите, што исто така го нотирате како пропуст. Различното гледање на документите на поднесителите. Дали Државниот завод за ревизија е чувар на јавните средства? Да. Тоа е нашата визија и тоа е нашето лого кое што го користиме и мото, чувар на јавните средства. Дали се тоа доаѓа до фрустрација и начин во кој што се гледаат злоупотреби, неискрената желба на државата да помогне на социјално ранливите категории, сепак има граѓани кои што во суштина сакаат да изиграат државата и да земаат извори на финансирање од различни институции. Со самиот ревизорски извештај констатиравме дека во суштина за една година
259 лица злоупотребиле 18.487.000 денари поради тоа што земале по различни основи. Класичен пример, земате пензија, во исто време земате социјална помош. Зошто? Поради тоа што дел од администрацијата вработени во центри за социјална работа не успеале или не сакале да погледнат и да ги проверат податоците кои што се јавно достапни помеѓу она што значи податоци од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување и она што се податоци во самите центри за социјална работа. Нашата ревизорска активност се темелеше на она што значи впарување на податоците и за една година утврдивме 259 лица кои што во суштина дадовме препораки до самите центри за социјална работа да преземат активности, да издадат решение за повраќај на средствата, но во исто време известени се надлежните органи да постапат и да преземат мерки и активности за понатамошно постапување. Она што како главен државен ревизор не можам да го разберам, зошто досега не се преземени одредени активности за оние лица кои што се работно способни, а се приматели на социјална помош, да не бидат ангажирани за општествено корисна работа. Силно верувам дека со ваквиот пристап, доколку државата пристапи кон работно ангажирање во општествено корисна работа на работно способните граѓани кои што земаат социјална помош, мислам дека 50% од примателите на социјална помош ќе најдат други соодветни решенија. Рековте ги споредивте податоците, не ми е јасно зашто не можат институциите да го направат тоа што го прави еден ревизор. Верувам дека еден или двајца ревизори работат и ги спарувале податоците, не се цел тим од 20 луѓе. Од друга страна, речи се во сите овие институции има недостаток на IT кадар, се констатирале во ПИОМ дека има недостаток на IT кадар и слично. Меѓутоа, зошто таа поврзаност не може да се направи? Затоа што еден ревизор ако може да ги спореди податоците, веројатно е несакање на некој не сакал да ги спореди тие податоци. Затоа рековте дека треба институциите да постапат веројатно. Добро, не би рекол дека еден ревизор. Добро, ама ние настапуваме како тим кој што настапува заедно, каде што има помошник на главниот државен ревизор, има раководител на ревизорскиот тим, што останати членови во ревизорскиот тим и секако користиме поддршка. Имаме специјални ревизорски тим кој што се однесува на користење за IT технологија и вештачка интелигенција. Ги користиме нашите човечки ресурси со цел да ги преземаат базите и да ги упаруваат. На тој начин во суштина констатиравме зошто прашањето не се преземени активности, очигледно поради бирократски активности, каде што дел од вработените во центри за социјална работа ги пишуваат центрите кои што се констатирани неправилностите. Очигледно е подобро да го преземеш барањето и да го обработиш без да си извршиш редовните работни задачи. Јас би додал дека во суштина таквото постапување од тие вработени во отсуства припадност во институцијата и припадност на државата. Да обезбедиш некому да се стекне со противправна и имотна корист, да се стекне со одредено право, а произлегува твоето непостапување, мислам дека е крајно некоректно и повлекува дисциплинска одговорност. Од атрактивните извештаи што ги имавте во изминатиот период, маркетинг услуги во државна лотарија, тоа доста го работевме и во однос и на изнаемувањето на средствата, изнаемување на објектите ненаменски, трошење пари, меѓутоа и во однос на порастот на некои одредени услуги. Сега таму интересно е, морам и да кажам, дека таму се уште не е завршена целата постапка. Видовме дека Прпарим Бајрами е се уште во бегство, Артан Груби е во домашен притвор и тој случај не е завршен, иако работите потекна од вашите ревизорски извештаи. Секој ревизорски извештај за Државниот завод за ревизија е подеднакво атрактивен, бидејќи обработува тема која што дава придонес за подобрување на квалитетот на услугите кои што се даваат кон граѓаните. Нам не интересираат лицата кои што се одговорни за работењето на институцијата. Должам информација дека ова ревизија е спроведена по барањето на актуелниот менеджмент на Државна лотарија. Точно е дека утврдивме поголем број на неправилности. Во самата фаза на ревизијата констатиравме злоупотреба на паричните средства во готово. Во истиот момент, без да биде издаден нацрт и извештајот, беа известени надлежните органи. Веднаш се вклучија поради големината на средствата, се презема одредени активности, се вклучија во самата
последната ревизија, издаден нацрт ревизорскиот извештај, издаден и конечниот ревизорски извештај, се констатира сомнеш за злоупотреба на парични средства во готово и мислам дека се води соодветна постапка према тоа лице. Во однос на средствата за пропаганда, промоција и саеми, би сакал да истакнем дека од 2022 до 2024 година средствата кои што се наменети за овој вид на услуги се зголемени за 10 пати или изнесуваат 3.582.000 евра, што во суштина може да процените дали навистина треба таков износ во услови кога и самата извршна власт вели дека ќе се обидеме да најдеме средства од нашите банки, да се задолжиме за да го изградиме навремено да се изгради автопатот Тичево Охрид и мислам дека ако ги земеме и другите средства кои што се потрошени во државна лотарија за користење на закуп на деловни простори, каде што таму имаме зголемување на средствата за закуп на деловни простори од 2022 до 2024 година за 13 пати и состојбата дека имаме набавено на опрема која што во износ од 9 милиона и 700.000 евра која што не е ставена во функција и постои можност за старување, се поставува прашањето дали можеме да бидеме подобри домаќини и подобро да располагаме со средства, бидејќи на вистина сепак ова се јавни средства, без разлика што не произлегуваат од данечната врзница, меѓутоа ова е државна собственост и мислам дека начинот на користење на овие средства треба да биде соодветен. Голем дел од работите се надминати со новиот менеджмент, меѓутоа мислам дека треба да представува добра основа за начинот на постапување во иднина и преиспитување на одредени активности кои што се прават, вклучувајќи и давањето на донации и спонзорства на одредени институции, бидејќи и таму имаме голем дел. Во исто време, кога зборувате за државна лотарија, да истакнем дека по барање на јавното обвинителство беа спроведени дополнителни ревизии на останатите друштва во кои што државата е доминантен собственик. Тоа се, извинете, овие австриските ВЛТ апарати и останатите друштва каде што државата е доминантен собственик, меѓутоа има странски капитал или домашен друг капитал. Видете, јас не можам да зборувам за имињата на друштвата се додека не ги објавиме конечните ревизорски извештаи, но да, тоа се друштва кои што државата има 51% во нивната собственост и на вистина имаме констатирани состојби кои што се слични на работењето на државна лотарија, што на вистина треба да се запрашаме. Во услови кога граѓаните чекаат за одредени услуги, во услови кога граѓаните чекаат за одредени медикаменти да бидат ставени на позитивната листа, во услови кога имаме граѓани кои што и покрај тоа што е проширена листата на лекови за ретки болести чекаат за ова, ние да даваме средства за донации и спонзорства на одредени правни субјекти кои што немаат или имаат многу мал придонес во општеството, мислам дека треба да се запрашаме дали како доминантен собственик сме донеле вистинска одлука во тоа дадено време. Меѓутоа, кога ќе излезе ово извештај, затоа што верувам дека вие или во нацрт верзија или се уште се работи и дали ќе биде збиран за сите друштва? Видете, во годишниот извештај покрај државна лотарија ќе биде збиран извештај за сите останати друштва кои што се предмет на ревизија, а државата е доминантен акционер. Дел од ревизорските извештаи веќе како нацрт извештаи се издадени во текот на утрешниот ден. Последните два извештаи ќе бидат доставени до субјектите предмет на ревизија и ќе го користат правото во рок од 30 дена да достават забелешки, потоа нормално ние ќе разгледаме забелешките и ќе издадеме конечен извештај. Верувам дека во месец септември ќе бидат достапни сите 6 извештаи за целокупната јавност. Вие ги давате и извештаите за средствата за политичките партии и нивното трошење за време на изборите. Тоа е секогаш под лупа и пред секои избори се гледа изборниот законник, особено како се трошат парите за избори. Што е ваша генерална препорака во однос на трошењето на овие буџетски средства? Наша генерална препорака не само за трошењето на јавните средства.
Наша генерална препорака е за подобрување и еве сега се преземаат активности, бидејќи изборниот законник е дел од реформската агенда. Ние имавме работна средба со министар за правда, навистина конструктивна средба, каде што се побара од нас да ги доставиме системски слабости кои што се утврдени во изборниот законник, тоа го направивме. Сите утврдени системски слабости од наша страна се доставени до Министерството за правда и велам еве денеска и прочитав изјава на председателот на владата каде што вели дека многу блиску се до утврдување на консензус за изборниот законник и тоа е навистина така. Очекувам да се реши пристапот до средствата за финансирање на изборната кампања од буџетот на државата да биде рамноправен, со цел да се овозможи сите политички актери да биваат дел од колачот кој што е наменет за финансирање на изборната кампања од една страна и уредување на она што значи кој се може да учествува во користењето на тие средства од страна на медиумите, интернет порталите и така натаму, бидејќи имаме една нерешена состојба во која што во одреден период немаме одредени интернет портали, кои веќе доаѓаме до објавување дека ќе имаме изборна кампања и така натаму, се појавува за големен број на интернет портали кои се корисници на овие средства од една страна и потешко се контролира сето ова и мора да имаме воспоставени јасни правила на пропишување на известување за искористените средства на заплатената политичка кампања. Тоа е едниот дел, но другиот дел исто така би сакал да укажам на законодавецот, мора да даде соодветно решение за начинот тоа кој се може да учествува во изборната кампања, бидејќи имаме една парадоксална состојба со локалните избори во претходната година, каде што се појавија повеќе од 180 и нешто учесници во изборна кампања. Кои што ќе добијат државни средства? И релевантно е дали ќе добијат државни средства, бидејќи тоа што ќе добијат е многу малку. Имаме голем број на учесници во изборна кампања за советниците, каде што учествуваат индивидуални лица. Тој нема никакви финансиски средства во финансиските извештаи, има празни финансиски извештаи, а врската на Државниот завод за ревизија е да издаде ревизорски извештај за неговото работење, односно за финансиските извештаи што го поднел. Замислете колку човечки ресурси Државниот завод за ревизија треба да потроши да ги ревидира сите тие учесници во изборната кампања, визави тие човечки ресурси да ги искористиме за ревизија на одредени акционерски друштва, за ревизија на одредени министерства или други правни субјекти кои што не сме ги офатиле во еден редовен квантум од 3 до 4 години и мислам дека материјалноста во тие финансиски извештаи од поедини учесници во изборна кампања е далеку мала и незначителна и воопшто небитна за државата и за Државниот завод за ревизија визави одредени акционерски друштва кои што треба почесто да бидат ревидирани, се со цел да воспоставиме одредена култура на начинот на користење на јавните средства, да го подобриме контролното обкружување и да дадеме одредени препораки за подобрување на услугите кои што ги дава јавниот сектор на граѓаните. Ги спомнавте ревизиите во институциите, но и министерствата. Едно од ревидираните беше и Министерството за економија за 2024 година, кој што беше под лупа и заради случајот со дискотеката Процес и трагедијата што се случи таму. Кои недоследности се тука нагласени и нотирани? Јас можам да кажам, има повеќе слабости. Има слабости во делот тоа што значи начинот на вршење на контрола. Едно од работите кој што кажува дека мислам дека пишуваш ако не грешам дека од 60 предвидени контроли извршени се 40, а ниту една вонредна контрола. Но нешто е битно за работењето на Министерството за економија, непостапувањето по утврдените записници и потребата изрекување на глоба. Нанесена е штета на државата околу 2.800.000 евра поради застареност на таквите постапки и тоа е навистина еден огромен износ кој што заслужува внимание, а во исто време како Државен завод за ревизија истакнуваме дека и настанат е хакерски напад во кој што се уништени податоците за извршените инспекцијски надзори. Ова е едно од посериозните забелешки заради тоа што ако не може да се ниту ако не се вршила контрола и ако извршен хакерски напад, укажува на тоа дека некој намерно може би сакал да ги сокрие тие податоци и затоа извршен хакерскиот напад. Са вие не сте истражители, ама патува на тоа.
Нашата работа е да ги известиме надлежните органи. Надлежните органи си имаат истражни центри, си имаат дополнителни органи кои што треба да испитаат дали е тоа намерно, дали е тоа ненамерно, дали е однадвор хакерски напад, внатре хакерски напад и така натаму. Наше е докажеме дека навистина на државата нанесена штета од 2.078.000 евра. Надлежните органи ќе се ги испитаат сето тоа зошто е тоа така направено, така да меѓутоа сметам дека е некоректно и нефер да пропаднат толков износ средства, кога што во суштина тие средства можеле да бидат да завршат во подобрување на здравствените установи, за подобрување на условите кон граѓаните, за други капитални инвестиции кои што ќе донесат дополнителен придонес во бруто домашниот производ на нашите држави. Пред да продолжиме за еден извештај кој навистина многу во последно време се говореше заради тоа што не покрена истрага практично обвинителката од ОЈОГОК. Тоа е случајот за набавката на мазут во ТЕЦ Неготино, каде што вие практично први ги нотиравте сериозните нерегуларности при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. Пауза за реклами и ќе продолжиме со детали од овој извештај кој се уште е актуелен. Продолжуваме со интервјуто со главниот државен ревизор Максим Ацевски. Многу ревизии и обид за заштита на буџетските средства, но еден извештај се уште е актуелен, иако е работен од поодамна, а тоа е кога Државниот завод за ревизија објави извештај и нотиравте сериозни нерегуларности при набавката на мазут во ТЕЦ Неготино, вредни 167 милиони евра. И вие во тој извештај откривте испораката на мазут дека е од различен добавувач, нечистоти кои предизвикале дефекти и доцнење, што резултираше со нормално реакции, и ние исто така новинарите го работевме ова. И се уште се докажуваат работите и се уште предметот е сега во вишото обвинителство. Меѓутоа, како се чувствувате кога имате еден ваков сериозен извештај како што беше овој? Каде што и во самата испорака вие нотиравте и до ден денеска не е јасно дека основниот договор за набавката на мазутот од за ТЕЦ Неготино од добавувачот се уште не беше утврден, а мислам дека не го утврдило се уште тој договор ни самото обвинителство. И самите зголемување на сумите и на начинот на набавка со анекси исто така го третиравте. Меѓутоа, еве, и покрај ова, бидејќи ЕСМ не пријавило штета, обвинителката заклучи дека нема случај, еве да кажеме, и затоа е сега во вишето обвинителство. Јас нема да го коментирам постапувањето на јавното обвинителство, бидејќи тоа не е моја надлежност и не можам да навлезам во постапувањето на јавното обвинителство. Ќе кажам целокупната состојба како се одвижа самата ревизија. Самата ревизија произлезе од информацијата и извештајот на Бирото за јавни набавки, каде што до крајот на 6 месец го добиваме извештајот за црвени знаменца подготвено од Бирото за јавни набавки, каде што за секоја институција за одредени неправилности во рамките на нешто значи утврдени црвени знаменца беа утврдени субјектите кои што треба да бидат спроведени ревизија на согласност во делот на јавните набавки и точно знаевме кои институции треба да бидат офатени, бидејќи се јавува како најчести субјекти кои што имаат одредени недоследности во постапувањето и на доделувањето договорите за јавни набавки. И еден од субјектите предмет на ревизија беше ЕСМ и ТЕЦ Неготино, каде што во ТЕЦ Неготино утврдивме одредени состојби во испораката на мазутот, каде што ревизорскиот тим си ја заврши одлично работата, констатира дека имаме записници во кои што имаме неквалитетен испорака на неквалитетен мазут, имаме документација каде што таквиот неквалитетен мазут предизвикува одредени последици во работењето на самата термоелектрична централа и во горилниците и така натаму и сето тоа е доставено до јавното обвинителство. А другата состојба е во РЕК Битола, каде што имаме утврдена состојба во делот на изнемување на механизација и ископ на јаглен. Тој случај е на суд, за разлика од овој случај. Па добро, се зависи од начинот на постапување. Јас морам да кажам дека јавниот обвинител од Битола и писмено
се заблагодари на соработката на Државниот завод за ревизија, бидејќи имавме интерактивна и континуирана комуникација во која што постојано бараше дополнителни информации за утврдената состојба, сите информации кои што имавме беа доставени. Во делот на соработката со јавното обвинителство морам да кажем дека можеби некој ќе каже дека тоа е само информативен извештај во кој што се содржани одредени состави. Јас не се согласувам со таквата состава, дека ревизорскиот извештај само е информација. Не, напротив, ревизорскиот извештај е документ кој што има содржи детални информации. Како Државен завод за ревизија постојано стоиме на располагање за дообјаснување на одредени состави на надлежните органи, вклучувајќи и јавното обвинителство, и почитувајќи го меморандумот за соработка кој што е потпишан со јавното обвинителство, Државниот завод за ревизија го смени начинот на известување до јавното обвинителство, во кое што покрај конечниот ревизорски извештај доставува посебен образец во кој што ги наведува точките или состојбите од ревизорскиот извештај во кој што смета дека има сомнеш за одредено несоодветно постапување и наведува законски основ по кој што кажуваме дека не се постапило. Еве да речеме, кажуваме овде дека согласно член 6, 7 Закон за измени и дополнување на Закон за државен пазарен инспекторат, службен весник тој и тој, Законот за прекршоци, нанесена е штета на буџетот на државата од 2.070.000 евра. Повеќе од се тоа, јас мислам дека нема потреба од објаснување на кој законски основ е погрешно постапувано. Се согласувам дека треба дополнително вештачење, се согласувам дека треба дополнително истражување и така натаму, меѓутоа надлежностите на Државниот завод за ревизија тука застануваат и тука е во суштина надлежноста на другите надлежни органи во кои што треба да постапуваат. А она што морам да ве прашам и како главен државен ревизор, меѓутоа и како експерт во областа, вие сега прочитавте точно по кој основ е оштетен буџетот. Во овој случај обвинителката рече дека ЕСМ не пријавило штета. Меѓутоа ако еден извештај, ако ревизијата утврдила штета на буџетските пари, без оглед дали субјектот во случајот ЕСМ не ја пријавил директно таа штета, ако во ревизорскиот извештај се гледа штетата, по мене автоматски значи и постапување за да се види, да се направи истрага кој и зошто ја направил таа штета. Впрочем, во сите извештаи вие тоа го нотирате. Колку буџетски пари се потрошили, а не требало да бидат потрошени. Затоа е нејасно кога ќе кажат обвинителите не е пријавена штета од страна на ЕСМ во случајов. Во тој дел најдобро ќе се одговори јавниот обвинител на нашата држава, кој што одговори дека не е пријавена штета. Во ред, меѓутоа јас не сум лице кое што ниту сум вработен во јавното обвинителство, ниту можам да ги коментирам одлуките на јавните обвинители, бидејќи ние имаме прекрасна соработка во делот на комуникација и соработка со јавното обвинителство. Велам, не можам да го коментирам се до тоа. Ме прашавте преска како се чувствувам, сигурно дека се чувствувам нелагодно. За секое постапување кое што одреден ревизорски извештај ќе доставиме до јавното обвинителство, а ќе добиеме повратна информација дека не се постапува во суштина, чувствувам дека еден атом во мојата душа е убиен, поради тоа што свесен сум дека одредени состојби не се така како што ги представува резолуцијата или каде што се фразира утврдената состојба, на крај вели нема елементи за службено постапување. Веќе ви кажам еден пример во кој што разговарав со тогашниот јавен обвинител, вели тоа представува класично кривично дело. Меѓутоа, за жал, од соодветниот јавен обвинител беше констатирано дека нема елементи за постапување по службена должност и навистина ми беше криво. Се работи за злоупотреба на државен имот, каде што во рамките на една скривница, во една атрактивна локација, во една атрактивна општина, одреден правен субјект повеќе од 20 години користи деловен простор без да плаќа на државата, без да плаќа на институцијата, без да има склучено договор, а сепак го користи деловниот објект. Како Државен завод за ревизија, барав од ревизорскиот тим да излезе на лице место, да направи соодветни фотографии, да ја документира состојбата, да го наведеме тоа во извештајот, да го известиме надлежниот орган, меѓутоа за жал некој констатира дека тоа не е кривично дело. Јас поставам прашање дали јас и вие, ако отидеме да узурпираме еден деловен простор во трговски центар и така има доволно слободни простори, да отвориме деловен објект, па нека нема кривично дело. Ја веќе констатирав дека кај нас за никој државата е мајка, за никој маќа, меѓутоа еве во продолжение
Кога ќе почнат ревизиите за 2025 година, со оглед на тоа што сега овие ревизии се однесуваат до 24 година, кога беше претходната власт во институциите со поставени директори, министри и слично, кога ќе почне ревизиите на оние што се од актуелната власт? Мала корекција. Овие ревизорски извештаи што сега ги објавуваме не е само за претходната власт, бидејќи имаме 6 месеци од претходната власт и 6 месеци за сегашната власт. И тука се офатени работење на две различни извршни власти, во кое што се обидуваме во ревизорските извештаи да направиме пресек помеѓу едното и другото работење. И во најголем дел од овие ревизорски извештаи кои што ги констатираме, во суштина се направени ревизии по барање на актуелното раководство, тоа е Државна лотарија, тоа е Институтот за јавно здравје, тоа е Фондот за здравствено осигурување и така натаму. Ревизиите за финансиските извештаи за 2025 година се отпочнати согласно годишната програма за работа за 2026 година. Еве може да ви кажам дека ревизијата за буџетот на државата е завршена. Ревизорскиот извештај е доставен до 30 мај до Собранието и до Министерството за финансии во конечна форма. Меѓутоа морам да истакнем дека поради значајноста на ревизорските извештаи и огромноста на преходната годишна програма во која што беа офатени многу акционерски друштва, кои што се премногу материјални и каде што имаме премногу утврдени состави, имаме во континуитет воспоставена пракса објавување на конечни ревизорски извештаи вторник и четврток. Меѓутоа имаме одредени состави кога понекогаш доаѓаат одредени настани, водиме грижа да не направиме штета на државата, штета на субјектите предмет на ревизија за одредени настани и така, ако евентуално сме планирали објавување на конечен ревизорски извештај, да го пролонгираме за една недела. Очекувам да завршиме некаде со објавување на конечните ревизорски извештаи од преходната година до крајот на септември, почетокот на октомври, а потоа да почнеме со објавување на конечните ревизорски извештаи од годишната програма за 2026 и самите ревизии веќе се во полнек и течат, така да... Тие се за 2025 што се во полнек? Да. Значи ќе можеме да ги очекуваме до крајот на оваа година? Апсолутно. Да. И за крај, дали постојано разговараме за тоа дали има доволно број на ревизори вработени, дали има доволно број на обучени ревизори, затоа што ревизорската работа е специфична работа и кога ќе зборуваме со обвинителите, тие велат, ама знаете како, ние ги гледаме правно работите, ревизорите ги гледат економски повеќе. Дали ќе има промени во самата едукација на ревизорите или ќе се едуцират можеби обвинителите повеќе во оваа ваша област? Мислам дека е обратен процесот. Во секој ревизорски тим, освен економисти, има и правници. Имаме доволна експертиза и од економскиот дел и од правниот дел и доволна експертиза од IT, бидејќи еве вчера учествува на една панел дискусија во организација на Меѓународниот центар за извонредни финанси од Словенија и во организација на Министерството за финансии, каде што бев еден од панелистите во делот на она што значи зголемување на знаење и вештини и институција која што постојано учи. Мора да знаете еве по широката јавност дека Државниот завод за ревизија е прогласен како институција која што постојано учи и дека е лидер во регионот. Чувството на задоволство кога представник од ЦЕФ од Словенија ќе ви каже добре дојдовте, лидер на регионот, лидер пошироко во Европа, е големо чувство, бидејќи сепак како Државен завод за ревизија во Македонија направивме пример како може една институција постојано да вложува во своите човечки ресурси. Јас се носам својата презентација, која што започнав да ја подготвувам и постојано ја журирам од 2020 година, каде што не само за транспарентноста која што зголемивме, еве може камерата да забележи дека е зголемена за 634% или 6,34 пати од 2020 до 2025 година во однос на посетеноста на веб страната. Постојано водиме евиденција за едукација на нашите вработени, јас сум горд на сето тоа. Од 126 вработени во јавниот сектор во однос на она што значи сертифицирани истражители за измама од корупција, 102 вработени се во Државниот завод за ревизија и лепезата на едукации кои што се спроведени е голема и е опишена на 3 страни. Постојано вложуваме не само во делот на она што значи методолошки акти на ревизија, не само во однос на она што значи
на користење на современи техники, него и на вештачка интелигенција. Ние сме единствената врховна ревизорска институција која што во соработка со врховната ревизорска институција на Норвешка успеавме да направиме платформа во која што ги обработуваме податоците од електронскиот систем за јавни набавки за потребите на ревизијата и во суштина што направивме? Имаме податоци собрани за 2020 до 2025 година, односно 6 години, во кои се вклучени 170.218 договори, обработени се 1.414 субјекти од јавниот сектор и 60.771. Може да преведете што значи оваа обработка, на крај каков резултат дава? На крај ова обработка дава статистика и дава, например, ако сакаме да видиме Телма телевизија, дали исклучила договор со одреден правен субјект во јавниот сектор, го бараме Телма телевизија ни покажува дали има склучено договор за јавна набавка, ни дава по која цена склучила и ни дава по колку, дали имало 3 понуди, една понуда и така натаму и така натаму. Исправноста на јавните набавки преку ова ги мониторирате? Апсолутно. И дава разни податоци. Потоа сега ја зголемуваме незината корисност, ги мапираме сите институции во јавниот сектор на ниво на општина и ги даваат сите склучени договори на ниво на општина на град Скопје, на ниво на општина Карпаш, на ниво на општина Велес. Моето последно барање кое ми се презентира овие податоци, во суштина побарав да се направи по институции на ниво на општина. И така ќе се улесни процесот на планирање во годишна програма и никој нема да се сомнева во прашањето зошто овој правен субјект е ставен, овој не е ставен. Дали може да бидат јавно достапни овие податоци? Па овие податоци во суштина на 26 годишнината министерот за локална самоуправа го пушти во употреба линкот до единицата на локална самоуправа, но морам да кажам јавно дека не сум задоволен од корисноста од единицата на локална самоуправа на овој портал, бидејќи ова го направивме за единицата на локална самоуправа да учат од овој портал, бидејќи ги дава сите видови на договори, подолно по вид на стоки, услуги и работи и ги дава тендерска документација, ги дава кој субјект, колку понуди имал, каков договор склучил, која цената. Ова е премногу транспарентно, можеби не сакаат општините да бидат толку транспарентни кога станува збор за јавните набавки, каде што ние истражувачките новинари и гледаме каков всушност некои јавни набавки се прават со фирми кои што видовме дека можеби не се соодветни за извршување на одредена дејност, а сепак им е доделен тендерот. Видете, мислам треба да разграничиме една состојба. Едно е желбата на менеджментот, а друга е заложбата на јавната администрација. Мислам дека повеќе во суштина чувството на јавната администрација да истражува. Бидејќи јас тоа го чувствувам како отсутство на желба да се истражува. Кога имате алатка, кога некој ви ја направи таа алатка, кога имате можност да истражувате, жалосно да не ја посетувате, да не истражувате и да не се го лесните патот до на изборот на најповолната понуда, бидејќи ги имате податоците на дланка. Можете да кликнете, да речеме, да видите општина таа и таа, какви договори склучила, бидејќи слични се услугите на ниво на општина. Да речеме улици, патишта, реновирање на училишта и слично. И може да види кои цени се постигнати, може да ја симне тендерската документација, може да го види договорот и така натаму и од тоа да учи. Во текот за вчерашните и вчерашниот ден разговаравме со директорката на Бирото за јавни набавки господјата Маре Боѓева, каде што ќе го презентираме ова алатка, ќе ја презентираме на вработените во Бирото за јавни набавки, а потоа ќе презентираме на извршната власт и верувам дека ќе биде извршната власт заинтересирана да овозможиме оваа алатка да биде јавно достапна со цел да се прави пресија на субјектите и од јавниот сектор и од приватниот сектор за да се обезбеди корпоративно управување, корпоративна одговорност и најследно користење на средствата во јавниот сектор, односно добивање на соодветна вредност за дадените пари. Колку е корисник за второстепената комисија која одлучува по јавни набавки со оглед на тоа што тие се контролни механизми? Имајќи во предвид дека се уште ја градиме, секако дека ќе биде корисна и секако нам ние субјект од интерес комисијата за второстепена постапка. Меѓутоа велам има еден редосот на постапување, прво да ги уредиме релациите, односите и да ги добиеме повратните сугестии од Бирото за јавни набавки. Потоа ќе видиме што може Бирото за јавни набавки да ни помогне.
па потоа ќе пристапиме со комисијата, а на крај ќе понудиме на извршната власт да видиме колку може да ни помогне тие, бидејќи сепак ова чини пари. Ова треба да се закупи сервер во кој што зголемувањето на постојано на податоците го чини пари Државниот завод за ревизија. Во овој период обезбедуваме одредени донации, меѓутоа не може секојаш да живееме донации. Треба одржливост. И она што некој го кажал дека треба едукација на вработените во Државниот завод за ревизија, порачувам да не се грижи. Вработените во Државниот завод за ревизија имаат повеќе едукација од тоа што треба и мислам дека некој друг треба да се загрижи за едукација на своите вработени, бидејќи често пати се наоѓаме во ситуација да некој не може да не разбере што сме сакале да кажеме или пак не сака да не разбере, а мислам дека јасно пишува што е направено. Тоа ми беше и поентата на прашањето. Ве разбирам и се надевам дека ќе ме разберат корисниците на кои што упатено овој мој став. И на крај сакам да кажам дека како Државен завод за ревизија предначиме во регионот, предначиме во останатите институции, каде што во рамките на самата институција имаме вештачка интелигенција, чатбот, каде што за да го олесниме процесот на ревизија, да зголемиме економичноста, ефикасноста и ефективноста, односно да зголемиме продуктивноста на ревизорската работа, направивме вештачка интелигенција во која што се поместени сите методолошки акти, ревизорските стандарди, стандардите за сметководство и стандардите за финансиско известување и клучните ревизорски извештаи, каде што со користење на кирилична подршка ревизорот може да постави прашање и да каже: еве поставено е прашање, дај ми рамка за признавање приходите кај трговските друштва. Му дава одговор на ревизорот без да бара, му дава одговор во кој стандард се наоѓа, на која страна, која е дефиницијата, што треба да направи. Јас морам тука да завршам и значи ова е корисна алатка за ревизорите. Ви благодарам што бивте вечерва во топ тема. Уште една активност, ако ќе ми дозволите, само да се искажам. Државата треба да биде горда на Државниот завод за ревизија. Јас сум горд на своите вработени, горд сум и на самиот себе и на мојот тим, кој што заедно со заменикот на главниот државен ревизор континуирано работиме и континуирано ја шириме нашата работа. На 30 јуни патуваме во Париз да подпишеме меморандум за соработка со Судот за ревизија на Франција. На 3 јули доаѓа председателот на Врховната ревизорска институција на Обединетите арапски емирати, а во текот на октомври месец престои подпишување на меморандумот со Врховната ревизорска институција на Индија. И само една паралела. Замислете, 129 ревизори или 142 вработени во Државниот завод за ревизија, 40.000 вработени во Врховната ревизорска институција. Може да направите паралелата на почитта и значењето и улогата на Државниот завод за ревизија во рамките на Европа и светот што го правим. И да ве цена тука повеќе и вашите извештаи да бидат четиво за покренување на истраги. Мислам дека не ценат. Мислам дека во смисла на покренување се. Ви благодарам уште еднаш, ние уште многу можеме да разговараме затоа што имате многу ревизорски извештаи, ќе оставиме за друга прилика. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имате пријатна вечер со програмите на Телма.